Во рубриката во која што вообичаено некого будиме, ќе ја повикам Ника Гавровска. Дали ја имаме на линија Ника Гавровска? Да, на линија, Сашка, здраво, добро утро. Добро утро, Ника. Дали си ранобудна или пак си поспиваш подоцна малку? Па, во случајов немам избор, заради тоа што сум со бебе по дома. Така што не можам јас да одговорам, можам да соговорникот тука позади да го прашам. Добро. Значи, ова што ти се јавувам е пред неколку месеци ти ја отвори кафе книжаницата Гаврош во центарот на Скопје и тоа е убава вест секогаш кога ќе се отвори нов културен простор во градот. Што беше идејата? Дали не се плашеше од ризик дека тоа нема да успее? Па, ризикот секогаш постои, посебно кога се отвараат ваков вид на сублиматиот од две активности како што е кафе книжарница. Се чини дека скопјаните некако со задршка застануваат пред излогот или барем локалците од градски зид. Па често добиваме коментари од типот ова е читална или слушате ли кафе. Меѓутоа малце ќе видиме, вака градот покажува добри знаци. Треба на Скопје секојаш да му се даде малце време. Да. Вие исто така се обидувате и успевате да направите некои интересни настани. Сега последно што прочитав е еден настан што го крстивте пиктографи, каде што викнавте познати уметници, илустратори и писатели, па овие уметниците требаше да направат цртеж или некој свое гледање на нешто што ќе напише писателот. Да, практично тоа е еден книжевно-ликовен експеримент. Се уште е во форма на една мини лабораторија, заради тоа што до сега сме имале само 2 епизоди. На мое изненадување и успешни, заради тоа што мотивите се реално искрени. Станува збор за една игра помеѓу илустраторите и писателите од локалната сцена, која што на медално ниво практично правиме еден или повеќе продукти. До сега сме имале 2 рунди. Првата беше имено по илустрација на Ване Костуранов. Тројца писатели пишува, Билјана Црвенковска и Владимир Мартиновски, а наредната рунда, тоест синоќа, беше сосема спротивната, врз база на расказ, повеќе илустратори цртаа секој своја приказна. Практично идејата е нели да се раскаже една приказна за нераздвојниот линк помеѓу сликата и текстот. Така, интересно е тоа што се трудите да анимирате и со посебни настани и тоа е секогаш така се прави и во светот. Ника, ти благодарам за ова јавување, се надевам ќе се видиме и во некоја друга прилика. Баш, фала, Сашка.